Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што видео ќе зборуваме за диверзитетот на МХЦ молекулите, работи кои сме ги спомнали во претходните видеа, но сега само ќе ги потенцираме. И да започнеме првин со класа 1 МХЦ, каде што таа е кодирана од одредени генски локуси, каде што тие кодираат за одредени алфа синџири. Така. И нормално класа 1 МХЦ беше изграден од алфа синџир и од бета 2 микролобулин кој не беше кодиран од МХЦ локусите. Сега добиваш три различни алфа синџири, барем класични алфа синџири, бидејќи постојат и некласични, од таткото. Така, исто така добиваш 3 од мајката. Така, ќе ги бележам со некоја друга боја, ќе ставиме виолетов, жолт и портокалов. Океј. Значи добиваш 3 од таткото, 3 од мајката. И бидејќи се изградени само од еден алфа синџир, не може да се комбинираат помеѓу себе, односно можеш да добиеш само 6 различни класа 1 МХЦ молекули. Така, ја ќе бележам како МХЦ кец. Имаме кај класа 2 МХЦ, каде што е малце покомплицирано, значи го имаме ДП генот. Така, ДП генот прави 1 алфа, 1 бета. Така, ДQ генот исто така прави 1 алфа, 1 бета синџир. ДР исто така прави 1 алфа, 1 бета синџир. И овие беа од страната на таткото. Така, значи имаме исти такви и од страна на мајката. Едниот прави алфа, другиот бета, мислам и алфа и бета. Имаш овој кој прави алфа, овој бета, имаш портокалова боја, алфа и бета. Сега, кај класа 2 МХЦ, така, знаеме дека МХЦ молекулата е изградена од еден алфа и од еден бета синџир. Сега, ако имаме вакви алфа и бета синџири, ние всушност можеме да правиме комбинации. И комбинациите главно идат во еден исти ген. Односно, овој алфа од дека може да се врзе или со овој бета, или со овој овдека бета. Дејќи тој бета, значи овој и овој бета, се кодирани и двете од истиот ДП ген. Така, само што едниот ДП алел е од мајката, едниот од таткото. Значи тој бета синџир би бил релативно сличен, така што овој алфа може да се комбинира и со него и со него. Односно, овој долниот алфа може да се комбинира со него или со него. Океј? Сега да видиме колку комбинации всушност можеме да добиеме. Само ќе бележам комбинациите кои може да се случат. Значи алфа со бета овдека може да се врзе, и овој со овој може да се врзе. Така, овие комбинации сега со бела линија што ги бележам, сите може да се случат. Така. Тоа се колку? 6 комбинации. Сега да видиме кои други 6 комбинации може да се случат. Океј. Значи може да се случи оваа комбинација, ќе бележам со црвена боја или со розова, таа боја немаме. Може да се случи оваа комбинација, но може да се случи и оваа комбинација. Така, значи таа со оваа, и исто може да се случи оваа комбинација и оваа комбинација, и може да се случи оваа комбинација со оваа комбинација. Значи имаме вакви 6 укрстени стрелки, така 6 комбинации кои може да бидат така укрстени од различните алели, и имаш 6 комбинации кои може да се бидат, нели, многу едноставни. Односно, имаме вкупно најчесто 12 комбинации. Океј, ај го направам бројот малце поголем. Че имаме 12 комбинации за класа 2 МХЦ. И сега некој ги си рече нормално, овој број на комбинации на МХЦ молекули не е некој си голем број, така, ние имаме многу огромен број на антигени кои би можеле да се презентираат. Така, како волку мал број на МХЦ молекули го постигнуваат се тоа? Добро, тоа го разгледавме бидејќи не се толку специфични, но сепак повторно мораме да имаме некако си зголемување на овој број на МХЦ комбинации. И имаме, ама не на ниво на индивидуа, него на ниво на популација. Бидејќи немаме генски рекомбинирања, материјалот што го имаш од родителите, такви МХЦ молекули ќе имаш, така? Значи не можеш да не се менуваат во текот на животот. Но во вкупната популација на единки од еден вид имаме голема разновидност на МХЦ молекули. И тоа потекнува поради тоа што имаме огромен број на алели за секој од овие гена. Така, например, овој FDK ген, со која боја да бележам, овој FDK ген, така, ова е HLA-B генот. Така, спрема некои статистики од 2012 има околу 2605 различни алели, значи различни алфа синџири кои може да бидат направени од HLA-B во една популација, во овој случај на луѓе. Така, за HLA-C од 2012 статистика имаме 1551 алел во
хуманата популација која земале за тестирање и од ХЛАА имаме 2013. Така, значи 2013 различни алели. Сега, со овие бројки ние едноставно можеме да направиме многу проста пресметка, едноставно да ги помножиме сите, така значи ја земеш 2605, да го помножиш по 1557 по 2013 и да добиеш број каде што тој број ќе ти каже колку можни комбинации на алели можеш да добиеш, односно поточно колку хаплотипови можеш да добиеш, бидејќи ти имаш два хромозома, каде што тие два хромозома има по 3 алели за секој од овие гена. Значи колку хаплотипови можеш да добиеш. Каде што овој број искача дека е 1,7 милиарди или пак билиони, зависи кој начин на броење користи. Тава става многу збунки, бидејќи некои јазици користат милиарди, некои јазици користат билиони, а некои јазици билионите ги користат како трилиони. Значи има, можете да си видите на интернет, значи различни земји користат различно, ние користиме милиарди. Односно тоа е кец со 9 нули. Така, значи 9 нули. Како го бележав ова, нема врска. Значи, тоа е 10 на 9. Со 6 нули е милион, 9 нули милиард. Значи 1,7 милиарди хаплотипови. Така, значи хаплотип беше сетот на алели кој го имаш на еден хромозом за правење на МХЦ молекула. И една индивидуа има по два хаплотипа. Сега, овој број повторно е голем. Да, значи имаме 1,7 различни милиарди хаплотипови во популацијата на луѓе. Тоа значи дека секоја, да го закружиме ова на 2, ќе речеме дека секоја трета индивидуа има исти хаплотип на даден хромозом. Сега нормално може да го помножиме по 2, така, бидејќи еден хаплотип ќе добиеш од мајката, еден хаплотип ќе добиеш од таткото, така што сега ќе добиеме всушност колку комбинации на хаплотипови можеш да добиеш. Значи постојат 1,7 милиарди хаплотипови, ама ти можеш да добиеш, колку ќе биде, 3,4 милиарди различни комбинации од хаплотипови. Но ајде, да не идеме до таму. Сега, значи имаме 1,7 милиарди хаплотипови за МХC1, така за МХC класа 1, а колку имаме за МХC класа 2? И искача дека има 10 на 15 различни хаплотипови. Значи 10 на 15 различни хаплотипови за МХC2, МХC класа 2. Сега, овие 10 на 15, ако ги помножиме со 1,7 милиарди, односно 1,7 по 10 на 9, значи ако ги помножиме тие два броја, значи 1,7 по 10 на 9, ако го помножиме по 10 на 15, сори добро правам множење, така што нема врска дали ќе ставам загради или не, се добива дека имаме 1,7 по 10 на 24 можни комбинации на МХЦ класа 1 плюс класа 2. Така, може да ќе се потрефат некои индивидуи кои имаат сосема идентично класа 1, ама комбинацијата на класа 1 со класа 2 ќе биде сигурно различна, бидејќи постојат волкав број на комбинации на класа 1 со класа 2 во популација барем на луѓе. Така што се најдат две индивидуи кои имаат идентично, добра ајде имаме идентични близнаци, ама индивидуи кои не се идентични близнаци да имаат иста класа 1 во комбинација со иста класа 2 е скоро невозможно. Значи спрема овие бројки е скоро невозможно. Сега, овие бројки се добри. Зошто? Бидејќи што имаме поголем диверзитет, односно диверзитет во однос на популација на различни МХЦ молекули, тој вид е поотпорен на некои тешки заболувања. Да речеме се појави некој си бактерија или некој си вирус, нема врска, каде што само одреден број на индивидуи всушност ќе можат да покренат соодветен имунолошки одговор. И битно е да имаме такви индивидуи со цел да може да преживее видот. Така, значи битно е да имаме такав диверзитет. И лошо е например некогаш во еволуција, каде што се јавуваат одредени популации кои може да бидат одвоени од некој си друг, и при тоа да се изгуби големиот диверзитет на МХЦ молекули и да се добија популации кои имаат релативно мал диверзитет на МХЦ молекули. И таква е оваа популација например на некои си чити, гепарди или како ги викаме, каде што одредена популација, така, си било тоа некој си голема популација, ама одредена популација на гепарди се одделила и заминала некаде си другде, каде што таа популација се размножувала, нормално дека имало многу инбридинг,
така релативно родински врски, гепардите не ни пазат на тоа. И таа популација станала поголема. Ама таа сега голема популација ги носи МХЦ молекулите од помалата популација од која што започнала. Така што овие целата група сега на голема популација ќе има многу мал диверзитет, зашто целата потекнува од оваа помалаа популација. Така. И поради тоа, болести на кои била подлежна, кои биле штетни например за помалаа популација, сега ќе бидат штетни за целата популација. Така, и овие гепарди се всушност многу подложни на одреден вирус. Значи тој вирус бил лош, например за оваа дека популација која се одделила, додека можеби не бил толку штетен за некоја си друга индивидуа. Ама бидејќи целата нова популација потекнува од овие дека индивидуи, сега на оваа цела нова популација тој вирус е всушност опасен, штетен, смртоносен. И тоа се случува на доста места. Всушност кај доста видови во природата кај што имаме bottleneck ефекти, ефект на тесно грло се вика. И баш поради вакви работи не се случуваат, имаме се верува, барем тоа е една теорија сега која се развива, не е сосема се е разоткриено дека баш поради ова за да се задржи диверзитетот на МХЦ молекулите во популацијата, имаме некаква си одбивност помеѓу блиски родни, така сестра или некои си братучети што и да е, со цел да се избегнат инцести, односно да се задржи поголем диверзитет. Така да не бидат некои блиски роднини да имаат деца. Имаме некоја си природна одбивност кон поблиски роднини во однос на ако ги гледаме сексуално. Сега, интересно е, приметено е дека иако МХЦ молекулите значи имаат вакви многу различни комбинации на алели, всушност сите тие разлики во алелите се наоѓаат само во одредени региони на МХЦ молекулата. Можеме да видиме дека, например, ова е за класа 1, дека во алфа 3 сегментот имаме многу мала варијабилност кај алелите, додека главната варијабилност кај алелите во популацијата е на ниво на одредени сегменти од алфа 1 и алфа 2, одредени аминокиселини поточно. И овдека например се бележани како така со црвена боја и главно гледаме дека се наоѓаат во бета плочите кои се наоѓаат на основата на МХЦ регионот, кои што беа битни за прикачување на пептидот. Значи не сите делови од МХЦ молекулите се еднакво варијабилни во популацијата. Одредени делови се многу повеќе варијабилни. И е и логично нели таму да е варијабилноста, бидејќи тие се деловите каде што всушност се со интеракција со пептидот. Алфа 3 регионот не е во интеракција со пептидот, он може да влезе во интеракција со CD8 или CD8, ама не влегува во интеракција со пептидот, така што не е битно да има некоја си варијабилност во тој сегмент. Добро, сега дека го разбрав овој општиот дел за варијабилност, одека има една само слика каде што го демонстрирава претходно што го разгледавме овдека, само што е за глушец. Гледаме дека во однос на класа 1 молекули може да добиеме само по едно од така, едно ова, едно од ова, така едно од ова, значи 3 од таткото и 3 од мајката, и така и добиваме. Така, значи го добиваме оваа комбинација, добиваме ова и ова. Така во однос на класа 1. Додека во однос на класа 2 добиваме портокалово со портокалово, така, добиваме портокалово со жолто, добиваме жолто со жолто и добиваме жолто со портокалово. Односно, една комбинација, две комбинации, 3, 4. И овие се тие 4 комбинации. Така, гледаме исто и кај розеиве, значи розево со розево, виолетово со виолетово, исто и овие вака накршни комбинации, исто 4, кои се овдека. Значи истото важи и кај луѓе, само што кај луѓе има повеќе гени, односно алели. Океј, тоа беше главното што требаше да го спомнам за ова видео и само да сумираме кои беа трите главни механизми за тоа да имаме голема варијабилност во однос на МХЦ молекулите на ниво на индивидуа и на популација, а тоа беа да имаме повеќе гени, значи повеќе гени кои исто сите кодираат за МХЦ класа 1. Така, например, имаме HLA-B, HLA-C, HLA-A, така и другите некласични. Значи имаме повеќе гени кои кодираат за едно исто. Исто така имаме кодоминантна експресија.
експресија и исто така имаме полиморфизам, односно многу алели во дадена популација за дадените гени. И со тоа добиваме огромни бројки. Така, значи може да добиеме огромни бројки на комбинации на класа 1 и класа 2 МХЦ молекули. И само уште да спомнам, дека постојат различни болести кои може да се појават поради некакви си проблеми со ХЛА гените, односно со ХЛА молекулите, односно со МХЦ кај луѓе. И тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе разгледаме експресијата на МХЦ молекулите на различни клетки и од што тоа зависи. Довидување.